Здраво, драги пријатели! Добро дојдовте во денешната разубавена епизода. Имаме гостинка во денешната епизода. By the way, моето име е Јосиф Дамјанов. Ќе се представи гостинката, али во секој случај се работи за епизода која што ќе ви ги разбие сите изговори за вежбање, затоа што денеска ќе испромовираме и ќе ви дадеме можност и вие да ја тестирате една апликација која што се вика FitKit и ќе позборуваме малку и за самата апликација и за целата идеја и мотивација што и се роди на Ангелина. Али во секој случај, затоа што јас секогаш сакам да секоја една работа, дали е тоа алатка, дали е тоа можеби не знам, човек со кој што би се работувал, мене барем ме инспирираат приказните и сакам да знам од каде доаѓаат некои работи и идеи. Прво, Ангелина, фала ти што ми се придружи у денешните епизоди. Фала ти на поканата. Нема зашто и ќе имаш уште многу покани, се радувам, затоа што FitKit знам дека ќе биде супер апликација и ќе ви помогне на многу од вас. Сега, тоа што ме интересира. FitKit, тебе ти се роди како идеја затоа што пред се ти можеби си фит, односно не можеби туку си фит, и тоа што ти се инволвираш во Healthy Active Lifestyle и мене ме интересира лично да ни споделиш и на целава заедница како од каде почна ти да ти се раѓа идејата за активен животен стил, за тоа да превземеш можеби нешто со твојот начин на живот. Да, најпрво фала ти за поканата. Јас почнав да се занимавам со healthy lifestyle, тоест да вежбам и да се хранам здраво пред неколку години кога стакав да кренам малку на килажа. Значи најчесто нели луѓето сакаат да симнат, јас се наоѓав во ситуација во која што сите ми коментираат дека сум многу слаба, па сакав да качам мускулна маса. Значи логично прво што направив е почнав да вежбам со тежини и да одам во теретана. Значи целиот тој концепт на вежбање на физичка активност многу ми се допадна, продолжив да испробувам најразлични активности. Значи до сега сум вежбала кикбокс, кикфит, сум вежбала во теретани, сум вежбала аеробици, пилатеси и така натаму. Мислам дека се уште немам се пробано, ама на добар пат сум. Али имаш време, да. Да, имам време. И така се заљубив во вежбањето, се заљубив во резултатите кои што ги добив со вежбање и практицирање на таков лајфстайл и едноставно продолжив и се уште тоа го правам. Знаеш се, добро е што кажа дека се заљуби во се што можеби значи активен животен стил, но на што јас сум сигурен, затоа што доста се среќавам и работам со луѓе дека не секогаш луѓето се заљубуваат и најчесто можеби причината во незаљубувањето е тоа што често после првиот обид да можеби почнат да бидат физички активни, се откажуваат, али најголемата причина поради која што се откажуваат е тоа што можеби или ја бираат погрешната дисциплина, па прерано се откажуваат од обидите да пробаат некои други дисциплини, или па можеби се споредуваат со луѓе кои што се, мислам, 5 star во поглед на таа дисциплина. И што еве конкретно, пошто FitKit е апликација која што може да ти помогне да пробаш 20 различни дисциплини во моментов, што всушност овозможува FitKit и како може да им помогне еве на луѓето во тој проблем да не се откажуваат после првиот обид ако се тотално нови во овој еве свет и овакви заедници. Да. FitKit е мобилна апликација која што се развиваше неколку месеци и почна да функционира пред скоро време. FitKit на самиот корисник, кој што сме јас и ти, например, му возможува вежбање со една чланарина на повеќе места сега за сега низ Скопје. Корисникот ја симнува на App Store или на Google Play, во зависност од системот кој што го користи нивниот телефон. Потоа прави профил, значи може да се поврзе или со Facebook или да си направи според својот мејл профил. И добива активности на таймлайн. Значи, следниот чекор во FitKit е тоа. Внесени се најразлични активности на најразлични локации низ Скопје. Значи, имаме повеќе категории: кардио, фитнес, аеробик, танци, функционални тренинзи, пливање и така натаму. Значи, секој може во се да се пронајде и уствари корисникот купува тренинзи,
во зависност од пакетот и истите тие тренинзи може да ги искористи на секаде. На следниот не знам, начин. ја купувам за месецов, не знам, 20 тренинзи. 16 тренинзи или 8 тренинзи се сега за сега пакетите. 8 или 16, супер. Да, значи 2 пати или 4 пати неделно вежбање во просек. Може сите 16 тренинзи да бидат на различни локации и различни дисциплини. Да, точно. Супер. Тоа ќе значи дека секој од вас кој што можеби има изговор дека не знам, не можам да вежбам фитнес и теретана, не можам не знам да вежбам зумба, ќе имате можност навистина да пробувате. За мене ова е стварно фантастична идеја затоа што на секого од нас му фали промена и некој од нас, знаете, можеби се луѓе кои што вежбаат во група, сакаат повеќе во група, некој е по самостален и независен и сака сам да вежба и не го интересира група и е супер. А од каде идејата, не знам, ти конкретно ти имаше некој проблем или нешто што сакаше себе си да си го решиш, па го реши? Тргнав од себе, бидејќи јас тренирам пул фитнес, тоа е фитнесна шипка која што е релативно нова дисциплина во Македонија и самите тренинзи за мене беа захтевни, но не доволно. Исто така вежбам јога заради не знам, некој внатрешен мир, заради... Ке има јога на FitKit? Да, има веќе јога на FitKit. И некако тие две активности не ми беа па доволно захтевни за да се одржувам во топ форма, сакав да вежбам и во теретана. И сега кога размислив, нека јас плаќам членарина на секаде. Значи на пол фитнес и на јога и во теретана веќе ми се фатија многу средства кои што месечно од мојот месечен буџет одат за вежбање. И си реков, не можам максимално да искористам тоа што плаќам на секаде, значи фала Богу луѓе сме некогаш и ќе забушаваме. Буквално ми пропаѓа некои тренинзи, не вежбав максимално и на некој начин изгуглав и најдов дека по светот навистина има многу опции за тие луѓе кои што сакаат да практицираат најразлични активности, сакаат флексибилност со време, сакаат флексибилност со места и локации. А миленијал се сите такви, мислам. Да, точно. И така се роди идејата за FitKit и ја приспособив малку за нашиот пазар, со тоа што понудив две страни на приказната. Значи, од една страна корисникот на FitKit добива флексибилност во време, активности и локации, а од друга страна па и самите фитнес центри, студија, тренери низ Скопје кои што нудат активности, значи имаат можност да бидат сите на едно место и да се рекламираат и да покажат што имаат да понудат. Значи на тајмлајнот од другата страна тоа значи дека за секој фитнес центар, студио или активност јас ставам слики, ставам опис на активностите, кога све ги има, колку се слободни места. И закажуваш, не знам дека ќе одиш на тој. Кога корисникот ќе кликне на некоја активност во толку и толку часот, апликацијата му генерира код со кој што код оди да вежба, го покажува таму и тоа е тоа. Одлично. Тоа ќе значи, Вајда, дека еве конкретно, јас сум човек кој што константно ми се одвива животот во кола и патувам. И тоа ќе значи дека еден ден ќе можам да, не знам, во среда вежбам во Скопје, во четврток, не знам, одам во Кавадарци, вежбам таму, ќе може тоа, го гледаш FitKit за една година таму? Го гледам тоа во иднина, навистина би сакала FitKit да се расшири низ цела Македонија, токму ради таквите вежбачи како тебе, кои што имаат кои што живеат надвор од Скопје. Да, кои што живеат надвор од Скопје или не знам работат на едно место, живеат на друго место, во кола си ставаат опрема за вежбање и буквално денес одат во Веле, сутре во Охрид, задутре во Скопје и со едната чланарина можат да вежбаат на секаде. Значи тоа гледам сега за сега да биде иднината на FitKit. Супер, одлична иднина. Ангелина, фала ти многу што ја збогати и разубави оваа зедница и денешната епизода. И дечки, фала ви вас што ги следите овие епизоди и оваа содржина и мислам навистина FitKit е супер апликација. Знам дека прво мене многу ќе ми помогне и знам дека на многу од вас ќе ви донесе многу поголеми опции, многу поголема независност, ќе ви ги исклучи изговорите, ќе ви даде многу повеќе време и на крај на денот ќе заштеди пари, затоа што понекогаш и конкретно и јас ако се гледам себе си, во можеби не моментално, ама до пред
5-6 месеци мојот живот многу беше на релација Скопје Велес и плаќање на 2 чланарини за јас да бидам физички активен. Значи, колку и да може би човек и да има многу екстра вишок пари, сепак е глупаво и фиткит тоа го решава. Така да супер, фала ти уште еднаш. Ти благодарам и на тебе многу. Нема зашто и ќе се гледаме можеби после 6 месеци кога фиткит ќе биде секде, па ќе промовираме нешто друго. Дечки, фала ви на вас уште еднаш. Тука завршуваме за денешната епизода. Ви посакувам здрави животни навики, убав ден и се гледаме во следна епизода. Чао, чао!